Проектот Безбеден град во Штип ќе се имплементира во втората фаза, согласно проектот на Министерството за внатрешни работи. Дополнително за безбедноста на граѓаните ќе придонесат и камерите кои ќе бидат поставени од страна на самите општини. Министерот Панче Тошковски истакна дека се прават напори да се зголеми безбедноста, но и да се намалат сообраќајните несреќи во државата. Во втора фаза ќе го имплементираме низ цела Македонија, така да ќе имаме една безбедна држава. Исто така ќе бидат опфатени не само градовите, туку и автопатиштата и експресните патишта кои што ги имаме, особено оние црни точки, каде што да кажеме дека во континуитет во минатото сме имале најголем број на сообраќајни незгоди и особено жртви како последица на таквите сообраќајни незгоди. Така да Штип секако е вклучен во рамки на имплементацијата на проектот на Министерството за внатрешни работи, а секако дека секоја една инвестиција на секоја општина во делот на зголемување на степенот на безбедност, само иницијативно во рамки на своите сопствени буџети, апсолутно ќе биде добре дојдена. Тошковски истакна дека камерите кои ги поставуваат општините ќе имаат друг степен на употребливост, односно како што вели, нема да бидат врзани во рамките на проектот Безбеден град. Тој забележа дека ваквите проекти што ги реализираат Штип и уште неколку општини во земјава се од интерес за македонските граѓани и за зголемување на степенот на безбедност, па како Министерство ги поддржуваат ваквите проекти. Нема да бидат врзани во рамки на оној проект кој што ние го работиме, затоа што таму целта е малце поинаква, но секако дека апсолутно ваквите проекти кои што се спроведуваат не само од општина Штип, туку и од повеќе општини во Македонија, се од интерес за Министерството за внатрешни работи, се од интерес за македонските граѓани, за подигнување на степенот на безбедност во секој еден град, така да го поддржуваме тој проект и секако дека заедно ќе го ползуваме, да речам, функционалните карактеристики на секој еден таков проект кој што ќе биде имплементиран. Во првата фаза се имплементира проектот Safe City во Скопје, Куманово и Тетово, додека во втора фаза ќе се имплементира низ целата држава. Инаку Тошковски денеска заедно со директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев, градоначалникот на општина Штип и пратениците присуствуваа на караванот на МВР од вас за вас.